Dragi prijatelji, просвещено и вечерово до човека. Гледам дека мајца убаво ми стои. Се шегувам, премногу е топло. Иако некои така од ДБК, иначе на премиерот Кутриња се обидува преку мобилниот телефон да ме залажат да го отворам протокол. Го отвори за да го направам кефот. И намерно, знам дека ме го слуша телефонот, се јавив на еден пријател и кажувам, бе, чудна работа, телефонот 37.6 покажува на 22 степени. Не вика 1031. Јас се правив ново, викам, ајде ќе го ресетирам телефон по 22. Интересно, во моментот сега, кога постирам видеото, ја ќе ви кажам точно кога зборуваме, 1 часот и 47 минути, 28 степени покажува. Поточно да не каже дека лажам. Сега ќе видим, може да и намалим, пред малку гледа. Поточно 27, ви лажам. Значи, неандерталците, кабинетот, кои постојано ме сеат и на огласи, што објавувам, што барам, ми подметнуваат, е права смртната грешка. Ја не сум Бог. Но јас сум неговиот властник на Создателот. Ве предупредувам. Не дека сакам да ја предупредам. Тоа е мојата мисија на земјата. Без разлика што Глигоров органски не го поднесува, никош немаше да гласам за штипскиот власт на Глигоров. Но го предупредив дека му предстои атентат. За жал, на покојниот Трајковски, што исто направи водува на македонска народ. Он беше донесен за токму ранковниот договор. Сакав да му помогнам, но Создателот не ми дозволи. Актуелно премиер Зоран Заев, што нема македонско, неговите се потекло од Моско поле, баба му е ромкиња, некој ништо не е подобро ни убаво да помане. На мислот баба му е еврејка, од тие причини и Мизрахија во Централниот комитет, инаку со влашко-еврејско потекло и он, тие причини и Груевски, инаку влашко копиле за мене, не поради разведените родители и не поради тоа намерно го нагласувам влашко копиле, бидејќи се представуваше како македонец, а копиле го викам, и јас сум дете на разведени родители, го викам оно што го направи Македонија. Он не направи никаква антиквизација, он направи лашизација на Македонија. Кажете ми како го нарече Александар Македонсков? Коњот на вој. Сите во светот го нарекуваат Александар Македонски, он апсопатот го нарече Александар Велики. Во центарот од Скопје изгради куќа на мајка Тереза. Кажете ми која врска има мајка Тереза со Македонија, освен што е родена во Скопје. Она беше емисар на католиците, обмнозиско заселение православно. И да не должам да не ме разберат властите погрешно, имам многу пријатели, не ги посакам лошо, но оно што го прават, му порачувам и на Макродули кој велеше ќе ви се светиме за 7 колено. Да, преку Заев го прават тоа. Но ја ви кажува, ќе молите да воскресне Василија II. Зошто? Ќе нема да остане за ДНК од вас. Тој го порачува Создател, не јас. Ќе не можам, бидејќи имам луѓе, пријатели, власи, кои сметам ко браќа, што ми повеќе помогнат од македонци. Значи, ја тоа не го посакувам на влашкиот народ. Но внимавајте,
сите што кренавте рака на Македонија. Без разлика да сте власи, албанци, македонци, турци, да не ви набран сите, скапо ќе платите. Не од мене. Ова е сета земја. Не е идеја. Ова е. Идеја пошто е краде македонската историја. Недобро. Ја, например, зајав му препорачувам да обрне големо внимание, бидејќи премногу зло направи во Македонија и на македонскиот народ, но направи во собствената партија, направи раздор. Ја не верувам лично, оно што го видов, не му посакувам. Но не го унижавам. Он нема септември да го доживе. Запомнite. Ако он доживе септември, ја е газам страницата и се. А не му посакувам. Господ ми се така. Со затоа. Го предупредувам. Веднаш да излезе од политика. Воспротивно, страшно му се заканува и на него, и на неговата семејство, за жал и на влашката заедница. Особено влашките организации, олигарси и сите оние што беа умешани. Многу смешни се ми процесите за установбраниците. Па кој ги начука установбраниците? Не ги начука заед. Ги начука Брцучедот, што ви у Будимпешта. Значи, Груевски и Мелков има договор. 20 пратеници на ВМРО помне отворија вратите. Ако не ги отворија, кој ќе влезеше во собранието? Ајде, кажете ми. А на Груевски, да не ме разбере погрешно, се ги лечеше комплексите со мене и прашија и типи, да ги слуша моите анализи, ја му порачувам. А не му посакувам, ја Господ не се така. Не Господ, со зацелот, оно што ме пратил, со посредно. Ја можам ноќеска да заминам, не ме е страф да сме. Не ме е страф и некој мајму да ми прати на врат. Не, смртта не постои. Ви можете само телесно да ме научите. Но мојата енергија ќе остане. Вие дали знаете дека енергијата на Исус е над 2000 години тука? Зошто? Зашто не ја завршил мисијата за која дојде. Значи, секој од нас, разберете, роден со одредена мисија. Кој ќе заврши, тогаш ќе замени. Не случајно Исус му вели на Пилат: ако татко ми не ти дозволеше, ти денеска немаше да ме судиш. Но не ми е тема на овој мовет тоа. Сакам да се префалам на една друга светска политичка сцена, што нормално ќе влие и врз Македонија. Значи, во предстојните избори за Думата, во Русија, мислам, тоа е нивен парламент, да се разбереме, има обид да се вниманието на Владимир Путин и нивен председател сврце кон Куба, и затоа во Куба се одржува една, има обид за обојна или шарена револуција. Но дали тоа е друго прашање. Добро е познато дека Куба и Русија имат добри односи, дека Русија единствено имаше тамо и за време на студената војна база, повторно ќе постави. Американците се веќе немоќни, не се оно што беа. Прво економски се немоќни, војно мове да не правиме. Русија може би не е економски силна, бараме за фирми и така натаму, но војно е број 1, да се разбереме. Единствено има се супер соничи ракети, да не збораме за нивните подморници, за нивните торпеда, поседени и така натаму. Јас сум воен аналитичар, јас сум обичен новин аналитичар, но ги следам кој како е. А и тука е Кина вмешана, тука е Велика Британија, ќе има големи игри кои нормално нема и да одминат. Прво Америка ќе се обиде да внесе во конфликт не самата со Русија, страфија, Велика Британија, зашто? Веќе Америка е незванична колонија на Велика Британија. А помеѓу Велика Британија и Русија има иерархични сметки скоро 200 години.
Значи, кој ќе некој од вас читал Стариот Завет било, пишува две работи. Кои се? Содома и Гомора. И кога се молат луѓето, вика да не бидат уништени, со вика една работа. Ако ми најдете еден човек таму, ќе бидат поштедени. Чест. Ако, значи, добро посудирате Библијата, Содома и Гомора се токму во моментот САД и Велика Британија. Зошто го велам тоа? Ако добро ја просудирате понатаму во Стариот Завет, вели луѓето изградија Вавилонска кула со цел да ги допрат боговите. Овие што уште не е закрглавени мозочици клетки, а нека помислат која е таа Вавилонска кула. Понатаму само, да ги помогнам, ќе кажам, во Библијата велика, почнаа да зборуваат на исти јазик. Ајде, да не ја мача многу. Топло е времето, може и мозокот не ми работи. Простите на овој израз. Значи, Вавилонската кула са токму меѓународните вселенски станици. Луѓето почнаа да зборуваат на еден јазик. Да прашам, сите што имате компјутери, лаптопи, не е важно е компјутер, обичен мобилен. На кој јазик е, брат? На англиски. Англија држава 50 милиона. Дали тоа повторување на историјата? Значи, секој аналитичар треба да знае историјата, особено светите книги да има простудирано, не прочитано. Значи, да виде меѓу редови, што и като школа, што сакал писател да каже. Историјата се повторува. Не случајно со овие, вие ако земете добро технологијата, како се развијала човечка, до пред 1900 година и последните 100 и кусур години е небо и разлика. Значи 100 пати побрзо развијање. Значи, посета и врска на воземјаните со одредени држави и одредени. Не е случајно Медведев, кога не беа исклучени звучниците, на прашање на новинар, значи станат од интервјуто, тој го праша, вика, дали со куперот, кај што се нормално шифрите за нуклеарните, мислам шифри за, не да бъде за нуклеарна војна, дали вика на председател Путин, ќе му предавате, они се не ротираат, и комуникациите со овоземјето. Вика, да, сите комуникации кои ги имавме. Но исто време, истиот Медведев и порача на американците. Ако вие не ги откриете комуникациите со овоземјаните, ние ќе ви ги откриете. Што значи? Ја пошав една книга да пишам, може пред 15 година, за рад уште нема време и да здравствени причини други работи. Се викаше Библијата подара од воземјаните. Интересна работа, многу зашто не ја прочитале Библијата, евреите, кога се појавил Исус, знаете ли што го прашуваат? Дали си ти Илија кој го чекаме, ако иде само судот се од мене? Зошто го прашуваат? Илија е еден од најголемите пророци, кој не умрел, него жив вознесен на небото. Во Библијата вели слегуваат огнени кочи и го носел со себе. Не. Тоа е вселенски брод на воземјаните. Тоа е моја анализа. Баш токму тоа и обработувам во книгата, за жал не е завршена. Ако здравето ми послужи, ќе заврши.
Но да се враќаме на темата, значи, обидот со Куба и други работи е обид да се нарушат изборите на Думата и потрошка на Рускиот парламент на 19 септември што треба да се одржи во Русија. Зошто? На Западот во моментот многу му е битна една работа. Партијата на Владимир Путин, председател на Руската Федерација, единствена Русија да не биде победник на овие избори. Но Путин тоа го знаеше многу добро. Од тие причини, минатата година го смени устав. Не само што го смени устав, го повлече од премиерската функција и Медведев. На него место го посве Михаил Муцичин. Не случајно. Тој човек бил 10 години директор на даночното Руската Федерација, што значи, дека знае секој олигарх како платил, што скрио и така натаму. И полека почна парите да се враќаат. Но прв пат нешто во Русија се случува. Тој истиот нов премиер, Михаил Муцичин, оди од место во место. Исто кој се случува кај нас за време на парламентарни или локални, не е важно кои избори, кога се одржува, а во многу случаи, собирање на народ и така натаму, тоа Муцичин го прави на друг начин, значи нема тука партиски собери, него оди, например, во најдалечните места на Сибир и на други, вас што ви треба водо, вас што ви треба канализација и го решава проблем. Со тоа ја зајакнува и единствена Русија, а умеѓувреме се очистени многу антируски елементи, посебно се донесен законот за агентите, ги нарекува сите невладини организации кои се финансирани од Западот и со закон се забрануваат во Русија. Значи, драги пријатели, сасвим погрешно. Ја во животот не сум бил ориентиран кон никого, од никого не сум добил никаква помош, едно бомбонче и 100 грама кафеденза. Доаѓа на констатации, помора да помнем дојде ко Грчка, но не е тоа важно. Пред нив истрадат, или кетаре ми пушта, и тоа не е најмалку важно, и ти барам нешто, се разбереме. И ни доволно што се за се одминава. Ќе би повеќе. Прво нема на кого сам, второ, не знам дали утре ќе се разбуди. А милијади ти дадат, нема да ги понесеш. Никој не однесол од овој свет, нити пат донел. Значи, Господ сети се гови раѓаме умира, тоа во момент имам мајца и да замина, со мајца ќе замина, да се пошивуваме матце, но знајте едно добро. Немој да мислите во животот дека некого се запрекне, заебале судиње. Не. Ќе плати еден нумерач. Немој да мислите некој е почести кафе, ручек, не. Ви ќе си го платите, ама на друг начин. Затоа памет у глава. И, ко последна тема, би ја обработил соседна Србија. Ја не би се чепкал у соседните работи, но ме боли една работа, точно. Ја не сум да се разбере на српски ориентиран, одраснав таму. 8-годишно училище се заврши во некоја на улица. И ја не можам да го разберам менталитетот на денешниот Срб. Улица, кај што одраснав, кај што бе воспитуван кој дете. Понекогаш посакал да сум Срб. Знаете зашто? Они имаа изрека, им прости на булгарноста, треба да имаш вода. А ние македонците треба да имаш газ, секој да исцрпиш.
Ќе ја израсам со свој менталитет. Ги има. И не може да разберам, за мене обичај неандерталец, Вучер може слободно ме туши, ја го предизвикувам и да прати негови мајмуни, но он ги убива, геноцид прави на Србија и српскиот народ, да уништува Србија. Со што? Со вакцини. Ој е донесен да уништи Србија. Кажи ми што направи за Косово. Косово го изгуби. А Србија без Косово не постои. За жал, има една вистина. Некаде 92-3 кога почна конфликтите во понешна Југославија, еден пријател откочени, некој посебен комунист беше, ама се знаеме, младине тамо. Вика, Кринички, абе, кога ќе престане, вика, конфликт во Југославија и работи војните? Викам, во моментот кога Белград ќе биде бомбардиран. За жал така се случи. Кажав оно што имам виден. А исто така реков. Дека Србија, ако не се освеси, ќе биде сведена на оно што беше Белградски и Нишки пашалок. Србија се плаши од голема Албанија. Војуја со вакциниве. Ги гледам преска што го постира. Тај Вучич, вашиот председател, немам лично ништо пред него, знам. Прво, самиот ќе изјавуваше дека нема да се вакцинира. Дека нема никој од неговото семејство и си неговите родители да се ти. На крајот собствено пара. Дали се вакцинирал, друга работа. Второ, погледнете кој ви е премиер. Брнабич, пола кравата. Кун, дали тоа српско презиме? Кој владе со Србија? Зошто не се запрашате? Западот има еден принцип, значи, никош не зима на власт. Човек од етничкото мнозинство и од значи, доминантната верска исповест. И кај нас се тоа случува и со татарчето кој е посвоен, мислам на Љупчо, од бугарско-турско семејство, и да му кажем од кај е посвоен, да појде у шутка нема да познат кој е, и од Зоран Заев, кој е бабу е ромкиња, даден од Моско поле, земите го, што го смени замето Царековски е влав, исто од Моско поле, со сем умрови се подели на две влашки води, да се разбереме. Едното е од Моско поле, другото е од Егејскиот дел на Македонија. Факт е дека од Егејскиот дел покажа поголем патриотизам. Тука не е суд. Но истите работат. Работат не се. Значи, Груевски е направи првата грешка, што влав на влав не удираше рака. Он го осуди Зоран Заев, сегашниот премиер, на 8 години. Но го помилува Бранко Црвенковски. Сега Заев крила рака на Црвенковски. Не е свесен што прави. Значи, ќе дојде во судир, не со скопско криво, со мафијата скопска. Има војна. Но, да не го забореме Вучич, на кој ја тврдам, дека ни конзилиум психијатри не му помагат, он толку исплашен. Не случајно, чекам на номинерат, како мислиме тоа. Има портал таблоид, кој кажуваше дека Вучич се жалил на неговиот телохранител дека ќе биде убиен како Џинџи. Да. Прво Вучич е потекло од Босна. Кој владе со Србија? И замисли, пример вакцина, не ти помага и требало трета доза. Те се додадете дувие луѓе.
не можам да разберам. Има уште милиони 300 вакцина кои треба да ги употреби. Србија во едно невидено должничко ропство влезена, исто како Црна Гора, Македонија не е до тој степен. Е влезена, ама не е до тој степен. Господ нека и напомогне сите, па и на соседните Срби. Но, немам ништо против Александар Вучиć, никош не сум обишал. Ако не се преземи, ќе има беќа судбина од Џинџич. Зашто на албанците нема да им треба војна. Он ќе уништи србите, ќе нема со кого да војуваат. Токму со вакцини. Имаше наредба за обавезна вакцинација на војската. Тој е човек. Еве ви кажувам, ја не сум лекар. Само што служам. Треба да внимаваме не на оние што не се вакцинирани, но оние што се вакцинирани. Последиците. Ќе се обидам да ги постирам една работа, дека Джонсон кремата што е за сончење, што е создал, ја повлекува. Зошто? Открие дека таа крема за сончење предизвикува рак. А што мисли на неговите вакцини, што предизвикува? Сите вакцини запад, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson, сите предизвикуваат рак, многу почина од нив. Значи, фармацевтската индустрија треба да работи, а лекување со рак е многу опасно. Само работа ви кажам и да ја прашам кој има здрав мозок, бар 2 грама. Една изјава на Вучиć вели вака: оние што ќе добијат корона, се заразат с корона, а не се вакцинирани, ќе мора да платат. А вакцинираните не ќе мора да платат. Човече, дали си нормален? Стави си не една, двата прста. А зашто ги вакцинираш ако добијат? Простите, ама вечер бев многу гневен и препорачувам на другите кои ќе си играат со температурата, со погрешен човек си играат и знам во секој момент што прават. Кај ме сега и се. Не се свесни што ги чека. Не од мене. Од оној што ме против. Тоа е содата. Не сум светитарка. Да секој од нас се раѓа со одредена мисија и заминува не ние кога сакаме. За сега кој ќе каже. Тие причини, уште еднаш ќе повторам. Исус на Пилат му вели: ако татко ми не ти дозволеше, ти денеска немаше да мислиш. Простете, драги брати, простете ми, ако вечер ве удави, угњави, ви посакувам добра ноќ и сумот само во содата.